Почитувани гледачи на телевизија Спектра, разговараме со доктор Владо Кочовски, кандидат на ВМРО ДПМН и на сите македонски партии за градоначалник на Струга. Докторе, благодарам што одвоивте време во телевизија Спектра. За прв пат сте со нас. Верувам дека веќе граѓаните на Струга знаат, бидејќи околу ова тема, околу ова прашање се разговараше и долго време. Едно кратко представување, како доктор Везнат, Стружанин, еве кратко представување, зошто се одлучивте да влезете сепак во една значајна битка за Струга? Ви благодарам што дојдовте. Уште еднаш, јас сум Владимир Кочовски, по професија хирург, работам во општата болница во Струга. Мислам дека повеќето мои сограѓани ме познаваат. Што ме натера да влезам во оваа игра, верувајте, Струга си ја сакам. Многу ја сакам, искрено ќе ви кажам како општина и како град, затоа што моите се родени во Јабланица, јас сум роден Вевчани, а од мали нозе живеам во Струга. Ме натера тоа што ја познавам Струга од мали нозе и знам дека беше многу поубава, личеше на некој град кој што го сакаа да го видат сите. Личеше на град каде што ако дојдеа луѓе од надвор, пак сакаа да дојдат. Сега гледам дека многу работи се сменети, меѓутоа за жал на полошо. Градот ја изгуби својата убавина, градот како да тивко изумира, во него не се инвестира. Дури ми е жал, едно време доаѓаа скандинавски туристи кои што ги полнеа дестинациите наши овде, посебно во Струга и хотелите, и тоа вон сезона, тие го сакаат тоа. Сега и нив ги немаме. Гледам урбан хаос, гледам несредени улици, гледам многу работи кои што стварно ме погодуваат мене. Јас ветувам дека ако се случи да ме изберат граѓаните за градоначалник на ова сето, ќе се потрудам да го сменам. Тоа беше причината за која што така да се нафатам да бидам. Докторе, колку може, лекарската професија како хирург да се спои со сега нешто ново, бидејќи вие легувате во едни сосема други води, е потребна ли инфузија на некој начин на Струга и треба ли значаен хируршки запад на Струга? Па видете сега, токму затоа и влегов во оваа работа. Има многу заедништво меѓу мојата професија и градоначалникувањето. И во двете работи работиш со луѓе. И во двете работи луѓето доаѓаат со своји сопствени маки. И во двете работи треба да им ги решиш тие проблеми. Како хирург, верувајте, се трудев максимално и мислам дека повеќето мои пациенти, не сакам да речам 100%, ама голем процент, над 95% се задоволни од мојата работа. Тоа го гледам по тоа што кога ќе излезам, било на пазар, било во продавница, било на улица, ме поздравуваат онака од срце, срдечно. Сето тоа што го работам како хирург, јас, верувајте, и како градоначалник нема да се променам, туку ќе продолжам да им помагам на луѓето максимално колку што може, колку што се ингеренциите на градоначалникот. Тука не правам разлика, верувајте, во ништо, ниту во моето хируршко, ниту во градоначалништвото, мене ми е битно да му помогнам на луѓето. Без разлика дали припаѓаат на некој етникум, без разлика дали припаѓаат на некоја вера, без разлика дали припаѓаат на некоја партија, без разлика дали се богати, сиромашни, ја нема да правам разлика како што не правам и во мојата професија. Назначувањето ваше за кандидат за градоначалник, па на некој начин и поддршката од СДСМ, поддршката и од другите македонски партии во струшката јавност значеше голема победа за Струга. Значи не подалба по етничка основа, како што некој тврди, туку голема победа за Струга и за стружани после 8 години и ви, како што рековте, тапкање во место. Сметате ли дека ова е голема победа за Струга и дека стружани треба да ја искористат шансата? Знаете што, јас пак ќе ви кажам нешто, моето размислување е вакво. Се обединија македонците, викате вие, односно двете спротивставени македонски партии. Јас и ова ќе ви го кажам. Тоа е добро во секој случај, меѓутоа ќе ви кажам и друго. Кога излегувам на улица, кога се гледам со сите граѓани, мене ми преоѓаат и граѓани кои што се членови на ДП-а и на ДУИ, што ми се познати, и тие ми честитаат. Ми викаат, добро докторе, баш ми е мило што сте вие кандидат. Верувајте, јас не навлекувам понатаму дали ќе сакаат да дадат гласот за мене или не, тоа е нивно право. Меѓутоа сум на некој начин пријатно изненаден со тие средби, во тие средби на некој начин. Докторе, морам уште ова да ја прашам, значи
како вие реално ја гледате шансата за победа во Струга, бидејќи добрите познавачи на приликите велат дека може би ги бидат и најинтересните локални избори досега во Струга? Искрено да ви кажам, јас сум оптимист и затоа влегов во оваа игра и мислам дека шансите за да станам градоначалник се големи. Сега, дали тоа ќе се случи од првиот круг, ја би сакал да е така, затоа ги замолувам сите мои сограѓани кои што добро ме знаат да одадат гласот за мене. Дали ќе е во вториот круг, меѓутоа јас сум оптимист. Под број? Јас сум иначе на ливчето за гласање под број 19. Докторе, и на комисијата која што се одржа во хотел Дрим пред известно време, најавивте одредени проекти за Струга. Што ќе биде приоритет во вашето работење? Видете, програмата ја работевме јас и мојот тим и заеднички со граѓани кои што ни помага исто така. Сега дел од граѓаните не можеме со сите да се консултираме и затоа јас на сите мои промоции, митинзи каде што ги или состаноци каде што одам со луѓето да се сретнам, им кажувам дека ако некоја прибелешка и друга забелешка има, да ни се јават, ево со мене да контактираат, да го направиме тој муабет. Ако има некој проблем, нема проблем, ќе го вметнеме ние во програмата. Јас сум за решавање на проблемите во од, така да и да не е во таа програма нешто бетнато. Јас ги замолувам сите граѓани, ако станам градоначалник, ја имам и отворена канцеларија, да не речам секој дневно да сме во контакт, за сите проблеми што ги имаат, да можеме да ги осознаеме и да ги решиме. Инаку во мојата програма со бројки, со финансии, со временски рокови се одредени сите проблеми кои што ги мачат стружани да се решат во определен рок. Економијата е тука на прво место, понатаму инфраструктурата со проблемите, понатаму младите и спортот се внесени тука со нивните маки, така да верувајте, се е предвидено и опфатено и мислам дека ако бидам градоначалник ќе почнеме во старт со првиот ден уште да работиме на тие проблеми и да ги решаваме. Докторе, значи, од тие што ги споменавте во дело вашата бројно инфраструктурни запати кои што се потребни на Струга, да речеме како затворениот пливачки базен, неасфалтираните улици, што ќе биде делот исто во програмата? Така, програмата е широка, ги опфаќа и тие проблеми, меѓутоа како ударна работа ни е за окружување на проектот за отворање на технолошка индустријско развојна зона, така наречена ТИРС, која ќе овозможи отворање на над 2000 работни места, што не е малку, потоа изработка на деталниот урбанистички план за нашиот град, реконструкција на водоснабдителни системи во селата Луково, Нерези, Јабланица, Ташмаруништа, изградба на колектор за отпадни води во село Радожда, како и фекална канализација во селата Мороишта, Ложани, Враништа, Траслајца, изработка на современо сообраќајно решение на градот, гледаме каков хаос е во сообраќајот кај нас, реконструкција и уредување на градски плоштад, понатаму реконструкција на постојниот градски пазар, изградба на капни гаражи и многу други проекти. Сето тоа ќе му донесе многу подобро живење и Струга ќе направи многу подобро место за живење. Така, токму тоа и ми е целта. Како гледате, споменавме сепак во разговорот досега, значи како гледате на Струга и нејзиниот развој од денешна перспектива? Значи рековте дека Струга назадува, но како гледате лично вие? Па токму затоа викам дека последниве 8 години на вистина Струга не да уназадува, туку е направено место каде што во комуникација со некои мои пријатели надвор од Струга од градот ми викаат дека јас овде повеќе не би ни дошол, видите какво е место. И тоа е уште еден стимул мој за да со тимот што го направивме програмата за развој на Струга и како град и како општина, уште во почетокот да почнам да ги решавам тие токму проблеми за тој мој пријател утре кога ќе дојде да рече ќе донесам уште тројца зашто стварно вреди во Струга да се дојди. Докторе, бидејќи спектар се гледа и во Лабуништа и во околните населени места, ги знаете верувам проблемите на лабуништани и на жителите од тој дел, има многу проблеми. Што би направиле за Лабуништа, што би биле приоритетите за тој регион од Струшко? Јас и во Лабуништа, и во Октис, и во Подгорци имам многу пријатели, токму поради мојата професија, а и поради тоа што јас фактички потекнувам од тој дел. Навистина, жално е Лабуништа, последни 8 години воопшто ништо не е сторено и воопшто не е ништо вложено. Јас ја памтам Лабуништа кога беше општина и кога
како самостојна општина се развиваше толку брзо, тоа беше интересно и за мене фрапантно. Последниве 8 години не само што не е вложено ништо, туку навистина жално е што на некој начин се влошува и целата ситуација. Јас знам дека имаат граѓаните проблем со каменоломот. Имам повеќе поплаки дека им смета, дека и бучавата и прашината што се крева им прават проблем. И од здравствени причини. Па нормално тука доаѓаат и со настинки, со прелади, со тоа што навистина прашината им смета на дишните патишта. Понатаму го знам проблемот со ѓубриштето. Секој утро ми кажуваат самиве лабуништани дека навистина секој утро смрдотијата го полни градот. И тоа е навистина проблем што не треба да се реши. Ние во денешно време сме сведоци дека екологијата оди напред секаде и сиот свет се бори за што почиста животна средина. Тука ќе ги ставам акцентите за побрзо да се решат тие проблеми на моите сограѓани од Лабуништа. Се разбира и за нив стојам отворен во секој момент, секогаш, ако бидам избран за градоначалник, да комуницираме, да видиме дали има и кои проблеми фактички ги имаат. Исто така знам дека се почна со реконструкција на школото. Да, во планот кај мене е влезена да се дозавршат. Мислам дека дограмата беше проблем, таа требаше да биде веќе решена, меѓутоа ето не, во мојата програма е влезено и таа работа да се реши дограмата во основното училиште во Лабуништа. Исто така што се однесува и до спортските терени, и тоа го имам како увид. Имавме проблем со тоа што повеќенаменското спортско игралиште, кое што за жал, да речам така, не беше одобрено да се гради во Струга, се потрудивме да го префрлиме во Лабуништа. И е префрлено и во програмата да се изгради во Лабуништа. Меѓутоа, ево, минатиот градоначалник, да сега да кажам, не дозволувал маркичка да се даде, да се подпиши, да се одобри, а иначе и средствата се одобрени, све одобрено. Јас им ветив на некои мои пријатели од Лабуништа дека ако станам градоначалник, прво што ќе го подпишаме тоа. Ќе настанам подпис да се почне со градба за повеќенаменското спортско игралиште. Околу спортската сала исто на некој начин болна точка за Лабуништани. Така, и спортската сала исто така имам разбрано дека е болна точка. И таму има проблеми веќе не знам неколку години во прашање, па фактички испаѓа дека не знам кој поред каменолом е тоа место каде што требаше да се изгради спортската сала, се уште се копа, се рушат тие камења, карпи, наместо да почне да се гради тоа што беше ветено. Така мислам дека и тоа држи, дека и тука можеме да направиме нешто како локална самоуправа. Ќе контактираме и за таа работа со самиве граѓани да видиме што можеме да помогнеме. Доктор, ќе ве прашам, имате еден интересен проект за децентрализација на некој начин, како поблиску до граѓаните и како по-добра комуникација, да се зголеми комуникацијата, може би не враќање на Струга во старите граници, но нешто слично кога Лабуништа функционираше порано како општина, така? Видите вака, во однос на тоа прашање, во рок од 3 месеци од кога ќе станам градоначалник, се надевам со помош на граѓаните, ќе спроведам општинската децентрализација. Ќе спроведам постапка за избор на местни заедници во сите населени места. Новиот закон дава големи овластувања на местните заедници. Јас како градоначалник и местните заедници ќе склучиме договор за соработка кој ќе е налик на мојата програма. Лабуништа, Охтиси, Подгорци, со тоа ќе створат услови за забрзан развој. Мислам дека со ваква постапка Лабуништа ќе дојде на нивото кога беше сама општина и уште повеќе ќе има шанси за подобар развој.
gradovite i vo selata, da bi izvele